Затоа не треба да ви изненадат овие реакции, овие аплаузи или овие овации со кои се проследува апсењето на Игор Дурловски, односно се дава подршка на негово ослободување. Тоа се случи пред 3 дена во салонот на Македонската опера и балет, кога се изведе одредена оперска представа. Зошто е така? Тоа е така направено, почитувани гледачи, за да предизвика одредена реакција. Тоа некој свесно го има направено. Можеше да се апси и Гордана Куловска, можеше да се апси Емилија Накиевски или било кој шо опфатен со бомбите или кој е предмет на истраги на специјалното јавно обвинителство. Не, тука се определува да бидат апсени овие 36 луѓе. Во рамки на тие 36 луѓе да се апси човекот кој неколку дена пред случувањата на 27 април се има де факто откажано од лидерската функција во организирање на тие протести. Зошто е тоа направено? За да биде направен политички пакет, да се влезе во одредена политичка разрешница, кај што на маса ќе бидат ставени неколку точки. Легализација на изборот на Тала Џафери, промена на името и презимето, формирање на широка влада и баш широка политичка амнестија, кај што на исто место би било опфатено и амнестирањето на убиците за Монструм и амнестирањето на овие што влего во македонскиот парламент на 27 април. Тоа е суштината на апсењето на Игор Дурловски. Да немате дилема. Нема ниту една точка, ниту една запрека кој оди лево или десно да на таква политичка формулација. Неопходен беше Дурловски да се прави тој пакет што се прави. Најдобро продавање на страв во интелектуалната елита, оние кои ги гледаме по телевизија, оние кои ги слушаме, оние на кои им веруваме, по било кој основ, не мора партиски да биде. Од моментот кога Игор Дурловски е притворен 30 дена, дури одбиена и жалба, веќе 2 пати, 3 пати се премислуваат пред да било како завземат некаков јавен став, бидејќи елитата нели е потребна да го влечи и да го осветлува популизмот, народот. Притварањето на Дурловски веќе сега има страв. Минатата недела државникот, како што сам се нарекува, или председателот на македонскиот парламент господинот Тала Џафери во интервјуто за Телма прв го проблематизира притварањето на 36 луѓе опфатени со случувањата на 27 април. Ајде да видиме зошто Тала Џафери тоа го прави, кој му кажува, дали некој му кажува и која е суштината на целото тоа негово појавување пред македонската јавност. Апропо целта на мерката, ако е целта на мерката лишување од слобода, односно притварање, е со намера да се попречи можност, затоа што има условено кога се изрекува и зошто се изрекува мерката притвор. Има 3 услови зошто се изрекува. Тоа е санкционирано во законите, не дека јас го кажувам. Значи, марка притвор се изрекува за да се обезбеди лицето да може да дава изјава, да не влијае врз сведоците прво, да не може да го повтори делото, како второ, и за да не може да се оддалечи од земјата, да не ја избега правдата. Така? Според вас не постојат околности? После 8 месеци, ако ниједна од овие околности не настапила, апропо сите лица кои што се дел од последното што се случува, во што е смислата, ефектот на мерката? После претварањето на Дурловски стана јасно дека се оди на широк политички пакет. Широка влада, промена на име, амнестии. Тоа што проба Иванов да го направи со аболицијата на 12 април 2016 година, сега се враќа повторно во игра. И кога Груевски говори за национално помирување, мисли на тоа, претпоставам. За жал, ние како македонци треба да имаш многу добри конекции или да внимаваш што прават грците за да дознаеш што прават твоите македонци, бидејќи овдека е све измешано, све е сокриено и се е лажно, дупло. Она што јас знам од грците е дека не прифаќаат било какво решение, дури Заев и да отиде со готово променето име во Атина, нема да го прифатат како решение се додека не се легализираат токму 27 настаните. Што значи тоа? 27 април. Да, што значи тоа? Грците се сомнителни и многу внимателни за нас. Ние може да учиме од нив стратегија, дипломатија и така натаму. Они инсистираат на легализирање прво на Талио, тоа е Тала Џафери као спикер, бидејќи се повредени многу и европски процедури и стандарди за функционирање на еден парламент.
Талат Џафери не е легитимен или нелегитимизиран. Изборот на влада е направено по писмо испратено Талат Џафери до Ѓорги Иванов. Се паѓа после тоа. Се паѓа надоле. Тоа грците се сериозна држава, сериозна дипломатија, Барат тоа го знаат. легитимитет. И затоа бараат легализирање на целиот тој процес, затоа што дури и да се исполнат оние барањето на Грција 120 пратеници да гласаат во парламентот, консензус општ, пак е потребно тој парламент што прави таков консензус за промена на име да биде легитимен. Не е легитимен. Председателот не е легитимен. И целата постапка после него. Подписот на одлугата е Нелегитимна. нелегитимен председател. Изборот на владата кој ги води преговорите нелегитимен. Точно, електронско гласање нема и ниту еден европски стандард не е исполнет за гласање. Тоа што Талат минатата недела се појави на Телма Да. и прв го пуштија да го проблематизира претварањето на 36 луѓе. Да, тоа е поврзани веќе со увод. 27 Тоа е уводот дека сепак Талат Џафери е супер, оваков или онаков, или некаква олеснителна негова позиција за да може ВМРО тоа да го одработи. Значи Никола Груевски е уценет, предпоставувам дека е уценет, според моите информации од Грција, дека целиот притисок сега е на Груевски и дури Дурловски сега е паркиран на совеста на Груевски. Видите, ако е Груевски уценет, тоа што е Зоран Заев. Тогаш Зоран Заев не е уценет, Он с уцен е измислен. значи Така е измислен. формиран. Формиран с уцена. Иначе ова што сега го прави ВМРО ко Дамин Гамбит, всушност се влиза во еден пакет кај што ќе бидат канализирани повеќе Да, процеси. али најважното, во најголемата испорака што мора да ја Легализација направи на Заев, Талат. е Талат, бидејќи без легализирање на Талат, општо прифатено и од опозиција и од власт, вие не можете такви сериозни чекори да превзимате као што е промена на име, каде што еден од условите е 120 пратеници. Има уште една опасност која чув во Грција, од што Грција стравува, дури имаше и написи во грчки весници, е од намерите сами да го промениме името мимо Нимиц, едноставно со нова апликација во Обединените нации. Од тоа се плаши Грција, без да ги прашаме грците, Република Македонија да поднесе апликација во Обединените нации со променето име. И тогаш следи веднаш Грција паѓа во многу незгодна позиција, нема да може да веќе да го врши дипломатскиот притисок и добиваме киднапирање во НАТО. Сега те кажете дека шампионот од Муртино Има шанси да го промени името мимо Нимиц со обична апликација во Обединените нации.